Почитувани граѓани од Тиквешијата. Како пратеник, денеска организирав стручно јавна расправа по предлог за измените на законите за земјоделие и рурален развој и предлог за измени на законот за вино, кои што се во собраниска процедура, така наречено прво читање. Целта е постигната затоа што со релевантни субјекти, најповикани од Тиквешијата, од фирми од земјоделието, винари, Сдруженијата на лозарите, Издруженијето на винариите, да ги запознаам со содржината на текстот од измените и да соберам и предизвикам кај нив една заинтересираност за со своји предлози го надополниме квалитетот на одредбите на овие закони од аспект на интересите како на земјоделците лозари, така и на винарите. Предметноста на измените и дополнувањето на овие два закони е претежно во делот на откупот на земјоделски производи, конкретно за нас за откупот на винското гроздје, се дава еден третман на стратешко значење на винското гроздје како и за тутунот, се квалификува виното како прехранбен земјоделски производ, предлог, што е една од тешките процедури која што треба да ја издействуваме за нашиот крај перспективно и историски, и она што е најбитно, се дават гаранции за обезбедено организиран и навремен откуп и редовна исплата на откупените количини на земјоделски производи, кај нас на откупените количини на винско грозје. И користам приликата во пресрет на празникот на лозарите Свети Трифон да искажам дека како пратеник, заедно со другите пратеници од општина Кавадарци, редовно ни е обврската на застапување по однос на горливите прашања. Сега, после исплата на субвенциите, следува наше застапување во делот на продолжување на исплата на неисплатеното гроздје од винарската визба по Вардарие, кој што се очекува во еден значителен износ да биде исплатено до самиот ден на празник. Потоа следува застапување за исплата на така наречените 2 динари, кои што дадува како по килограм на откупено винско гроздје за предадено во винариите, па застапување по однос на 6 динари, кои се за овоштарите, односно за откуп на праските, и најбитното застапување во овој период, што очекувам дека ќе има своја реализација во месеците март, евентуално април, тоа е надоместокот за мрзнењето, кое што по законот за земјоделие кое изнесува 100% од утврдениот процент на мрзнење, што се утврдува со одлука на влада, и тука ќе не биде застапувањето да во владата се издействува да процентот на одобрување на надоместокот за мрзнењето биде 100%, како што е и законскиот основ во законот. Исто така, во комуникација со граѓаните, во канцеларијата на пратеници, во соба број 14 во зградата на општината, имаме иницијативи кои се однесуваат на измена на законот за закуп и продажба на градежно земјиште во државна собственост, односно продолжување на рокот за оние што го испуштиле по однос на правото на приватизација, односно популарно кажано со таквата трансформација од правото на користење во собственост на собственото градежно земјиште да се плаќа без надоместок, што како пратеничко прашање го поднесив и че следува и иницијатива за измени и дополнување на овој закон. Исто така, пак поттикнато од граѓаните е делот на поставување на пратеничко прашање кое е во процедура, а се однесува на делот на законот за надоместок на стечените работници кои што потекнуваат од фирми во стечај со претежен државен капитал, каде што предлагаме сега во форма на пратеничко прашање олеснување на условите кои што сега голем број од стечените работници, посебно МИК, не ги исполнуваат тие услови, а се на границата на оние услови кои што ги предвидува законот 15 години на стаж непрекинато во една фирма.
Сакам да ја искористам исто така ова прилика да кажам дека за празникот на лозарите ќе имаме активности заедно со раководството на општината, градоначалникот, по однос на поканените гости од владата на Република Македонија, посебно во делот на премиерот и делот на министрите за финансии и земјоделие, да ги искористиме за застапување на граѓаните и правните лица од општина Кавадарци за задоволување на нивните интереси и за решавање на овие горливи проблеми за лозарите од општина Кавадарци.